Христос, 12 апостоли и комарџијата. Чита Александар Станојков. Кога шетал по земјата Христос со 12 апостоли, отишол у еден комарџија на гости на вечера. Јале, пиеле што беше дал Господи, што беше им сготвил домаќино, и од која прележал ноќта у комарџијата, утрото рано се спремал да си одит. Бре, човече, му рекол Христос на комарџијата, сакај што дарбина да ти дам за вечерата што ми ја даде. Кога чул комарџијата тој збор од Христа, се замислил малку и му текнало нешто да му посака. Што добрина да ти сакам, Христо? И јас не знам. Благослови ми го занатот што го имам и друго неќу. Мош не, Арно, да ти го благословам, туку што занат имаш, ја кажи ми. Зар не знаеш ти да што ме прашаш? Му рекол комарџијата. Ами мојот занат е комарџилак. Тој е мојот занат. Со книги си играм комар. Да, ако е кабил, благослови ми и книгите да не може никој да ме кутни, чунти многу маестор сум за играње и кола не може човек да ме кутни. Арно, туку што ти велат шејтан пушт, демек ѓаволот е курвари, ти понекогаш и мене ме кутнуваат и пари ми земаат, да од тој себап не можам да се обогатам. Се изнасмеа Христос и му рече, ајде да ти се благословени книгите и даровите. Со се што беше неправо сакањето од комарџијата, ама чунти му се такса, Христос отпрвен му и благослови книгите. По некој ден отишол комарџијата на каве и ватил да игра со книгите комар. Со кого беше играл, се го куткал и од ден на ден се напредувал и до неколку годиње многу стока добил. По годиње посакал Христос да му ја земи душата од комарџијата и пратил еден апостол од небеси да го умрет. Отишол апостол од дома му и му рекол да се сготви за да умри, оти душата му ја сакал Христос. Многу го молил комарџијата апостолот да го прости за тога, да од која ќе поминат неколку години, без джефа ќе умрел. Арно, ама апостолот не го проштал. Лели не ме проштааш, бре апостоле, ќе се умират, туку една голема риџа ќе ти сторам, да седнеш за да изиграме еден оин со книгиве, да ако ме кутниш, земи ми ја душа, а пак ако не ме кутниш, да ме простиш да поживеам барем за до 3 години, му рекол комарџијата. Со тие блази зборови што ми велел комарџијата, беше го кандисал апостолот да изиграат еден оин. Едно за игрување и паднал апостолот од комарџијата, та отишол на небеси без душа кај Христа. Заошто, од што не ти е занаетот, бре човече, ваќаш работа и после да не ми свршиш мене работа? Му рекол Христос. Ја стани ти, бре апостоле Петре, појди кај комарџијата и земи му ја душата. Ама варди и ти да си изиграш еден оин, како побратимов што твој што изигра, му рекол Христос. Отишол свети Петар кај комарџијата и го поканил да се сготви да умрите. Повели седни свети Петре, му рекол комарџијата, да за умирање колајат. Туку ќе те помалам ако е кабил, седни да изиграме на парса со папазиве, да ако ме кутниш да ме умриш, а пак ако не ме кутниш да ме простиш до 3 години да бидам жив. Легни сега, умри, да на тој век ќе поиграме со книги, му рекол свети Петар. Ако сакаш, земи си и книгите в джеп и тргај правен танецот пред мене. Виде комарџијата и друго не бидуват, си клал книгите в джеп и си тргна пред свети Петра на небеси. Одејќи по патот, дошле кај првата баждарлица, кај што бараа ѓаолите гревоите од луѓето и го ватија ѓаолите да му и бараат гревоите. На тоа згора комарџијата и текфилил да изиграат еден оин со книгите и, ако падне, да го земат со себе во вечна, а ако паднат ѓаолите, еден човек тој да земит од вечна за да го однесит во рај. На тоа згора кандисале ѓаолите и седнале да играат. Врлија неколку книги наплаз, зедо, дадо и ватија да зијанат ѓаолите. Бре, аман, рекол поголемен, држте се, бро, ти страмота е да не заробат за во рај.
се нагрвалија едни отаде, друзи одаде, ѓаоли да кажуваат за како да го кутнат комарџијата, арно ама, ич можат со благословените книги да излезат на глас со комарџијата. Едно да игруање и паднаа ѓаолите и му го заробил првиот за во рај да го носите. При се што него оставаше Свети Петар да игра, арно ама, беше си рекол сумот, да видам овој комарџија како вмаривет прајд со книгите благословени. Од првата баждарница поминале. Отишле кај втората, третата, четвртата, дури до 11-тата и од секоја баждарница беше пленил по еден ѓаол со книгите играјќи. На Свети Петра арно му идало дека заробувал ѓаоли комарџијата. Врвејќи по пат, дошле до вечна мука и направиле сите ѓаоли да се откинат. Бре, биќет, бре, неќет, бре, како обидуваат, бре, што обидуваат? Неќе да и даат ѓаолите пленетите за во рај. Арно, ама, со сила ништо не бидоат чунти, со збор било пленетото. Што ми се лутите, бре, ѓаоли, му рекол комарџијата. Со суд рака сечат и не боли. Лели ви е жал за вашите браќа да не одат во рај? Елате да направиме трампа-трумпа. Дајте ми 11 од вечна да си земам од кај вас и земете си 11 ѓаоли. Колку за тоа евала бујрум? Одбере си 11 му рекоа ѓаолите. Влезе комарџијата во вечна и си собра 11 некои пријатели и појде кај Риста во рај. Што е ова калабалак, бре, човече? Јас само тебе те викнав, а не и друзи со тебе, му рекол Ристос. Вистина, Господи Исусе Ристе, саде мене ме викна, ама кога дојде ти у мене на гости ми дојде со 13 ами јас еве ти идам со 12, еден помалце, а не треба да ми се срдиш. Речи ми, повели, добре дошол и колку ти чини како што ти реков и јас. Откоја се изнасмеа Ристос, му рекол, ај, повели во рај, со сите 11 што ја отма од вечна. Заради тебе и нив и простив.